Иако има само 13 години, таа ја промовира Македонија пред илјадници луѓе на своите социјални мрежи. Родена е во Скопје, а израсната во Хамбург. Анастасија Анастасова, или како што многумина на социјалните мрежи ја знаат како Мита Анастасија, преку нејзините канали на социјалните мрежи снима видеа со кои ја представува македонската култура, историја и познати личности. Утрово разговараме со младата инфлуенсерка која многумина ја нарекуваат мал амбасадор на Македонија во Германија. Анастасија, добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма на македонската телевизија. Добро ве најдов, Мартин, ви благодарам многу што одвоивте време за да можат вашите гледачи малку подобро да ме запознаат и се надам дека ќе си поминеме навистина многу убаво и дури со малку возбудена. Задоволството е наше што те имаме денеска во утринската програма. Анастасија, иако вие сте израсната во Германија, сепак многу ја сакате и ја промовирате Македонија преку сите ваши видео содржини на социјалните мрежи. Од каде таа љубов кон татковината? Мојата љубов е, да кажам, приказата е навистина многу интересна, дека во Германија имавме германски час и секој од нас требаше да се представи, нели, како се вика, од каде доаѓа и колку години има. И сите си беа наред и јас бев, и јас си кажав најнормално, јас се викам Анастасија, имам 9 години и доаѓам во Македонија, значи сум таму родена. И гледам само сите како се вртат на кај мене и ми кажуваат: "Чекај, ти што си родена во Македонија? Ние сите мислевме дека ти си германка и дека си таму родена, дека јас сепак знаев веќе перфектно германски." И јас им кажав: "Не, дечки, јас сум родена во Македонија." И после тоа си дојдов дома и баш не можам да кажам дека сепак ние бевме уште сите навистина многу мали и се знае дека ние не знаевме каде точно секоја држава, кој е главни град. И заради тоа јас решив со моите родители, кога нели зборувавме што да снимаме следно, решив ајде да снимам видео за Скопје и заради тоа е видеото за Скопје само на германски јазик за да можат моите од моето деление да видат и да научат од каде доаѓам. Всушност така започна и твојата приказна со тоа прво твое видео, наменето за Скопје, кое навистина стана популарно, но потоа продолжи понатаму да снимаш и други видеа кои од ден на ден се многу повеќе професионални. Како изгледа целиот тој концепт на подготовка? Што се правиш за да стигне до финалниот производ пред гледачите? Баш можам да ви раскажам, пред неколку дена дури седнав ги гледав моите стари видеа и дури морав да се смеам дека бев толку мала и така зборував малку. Така не сум научена, нели, дека така зборувам, онака дека многу долго не си ги гледав моите видеа, значи тие старите. И се знае дека тогаш не беше до толку добар квалитетот, дека сепак снимавме само со еден телефон и бев уште навистина многу мала и онака не знам сега им е и подобар и квалитетот на видеата и мислам дека и поубаво зборувам и сега и македонскиот ми е навистина многу подобар. Кај нас функционира дека секогаш јас со моите родители седно ми размислам што да снимаме следно. Еве сега на пример ако снимаме со некои познати личности или сега не знам за некоја црква или некој град во Македонија, седнуваме и решаширам исто така нели како вие тоа што го правите. Сега нели дека правите средба со мене, исто така нели се спремавте претходно, како што нели јас тоа го правам за моите гости. И го спремаме тоа се и мајка ми тогаш им пишува, на пример ако е позната личност мислам, пишува и прашува дали се заинтересирани. И до сега исто така што многу ме прави среќна дека на сите луѓе познати личности што имаме до сега пишано, нема до сега да кажам откажано или кажано не сме заинтересирани. Тоа ме прави навистина многу среќна. Анастасија, има ли некој што сакаш многу да го снимаш, меѓутоа се уште нема одговорено на твојата порака и која е таа личност, доколку има? Јас реално сакам се што е во врска со Македонија, целата култура, традиција и историја, нели што е и дел и познати личности, што го прават многу голем дел од тоа. Но јас сакам да снимам дури уште со многу луѓе, но се знае тука кога доаѓам ми е ограничено времето и не можам нели да кажам да снимам толку многу видеа, јако би сакала, но сакам со многу луѓе, значи тоа не можам некако да го поделам. И тоа ќе видиме што ќе дојде следно. Така, ќе го очекуваме твоето следно видео, но освен што се занимаваш токму со снимање на вакви видеа, исто така ти си активна и во глума, во спорт, на училиште. Како успеваш да ги балансираш сите овие обврски? Како е твојот живот во Германија? Кај мене е така дека јас по право сум толку турбо само кога доаѓам тука.
Таму сум повеќе нели го користам времето нели за учење, исто така како што кажавте имам и театар, одам нели како на фудбал како што кажав, исто така 2 пати во недела, но тоа само го правам кога нели немам многу за учење, за и тоа контент снимам таму да, но видеа повеќе планирам секогаш тука да снимам, дека таму повеќе снимам и шортови. И заради тоа таму не снимам до толку многу, но дека нели школото имам многу за учење и заради тоа таму сум пофокусирана на школото. За крај на нашиот разговор, која е пораката до младите, особено до македонците што живеат во диаспората како тебе? Како може тие да придонесат за да ја промовираат Македонија пред светот? Само да зборуваат добро за нејзе, дека навистина вреди. Иако сме можеби мала држава, сепак имаме толку многу култура, традиција, историја, го имаме најстариот град во Балкан, има толку многу што може да се раскажува за нашата држава, само луѓето тоа да го прават малку повеќе и мислам дека ќе можеме сите заедно повеќе да достигнеме и се надам дека луѓето ја ценат Македонија и ќе ја чуваат и ние ќе ја чуваме. И заради тоа е мојата порака да верувате во Македонија, дека тоа е на крај тоа што ќе остане. Анастасија, ти благодарам што утрово беше дел од македонската телевизија и од утринската програма на македонската телевизија. Се разбира, ние ќе ги следиме сите твои видеа во кои ја представуваш нашата држава. Ама почекај, Мартин, сега јас сакам неколку прашања ти поставам, може? Се разбира дека може. Океј. Ајде сакам да ми раскажеш како изгледа твојот работен ден. Кога стануваш, што правиш и како дојде само на идејата да станеш новинар? Благодарам за прашањето, Анастасија. Навистина, до сега не ми го поставил ова прашање никој. Нашата работа функционира на тој начин што ние што работиме токму во утринската програма, стануваме многу рано, уште веќе од 4:30 во 5 часот наутро сме веќе будни, се подготвуваме, а во 6 часот доаѓаме тука во македонската телевизија заедно со нашите колеги. Еве, во моментов е нашиот колега Јован Лесански зад камерата, се подготвуваме и тргнуваме на терен. Значи, нашата работа е теренска, што работиме репортери на терен и ние се јавуваме секој ден на линкови, имаме директни вклучувања во живо, разговараме со различни гости, различни профили на луѓе за различни теми. Кога се враќаме од линковите, ние подготвуваме нови теми, подготвуваме прашања, договараме нови гости за наредниот ден за емисијата и навистина имаме една многу убава професија која што јас лично решив дека ќе бидам дел од новинарството уште од моја 14 годишна возраст, токму на некои твои години. Тогаш започнав како водител на детска емисија, па потоа моето образование го продолжив во новинарство и така сега сум дел од тимот на македонската телевизија. Да кажам, нашата работа е навистина многу слична. Еве да кажам, предходно, пред нели да одлучиш да станеш новина, што сакаше да бидеш? Искрено, од секогаш сакав да бидам новинар, немав дилема дека ќе се занимавам со оваа професија, така што мислам дека ја одбрав вистинската професија, односно работата што сакав да ја работам. Да, супер. Ви благодарам многу што одвоивте време и се надам дека следната прилика кога ќе доаѓам во Македонија ќе се видиме повторно. Се разбира, Анастасија, вам ви благодарам и за интервјуто што го направивте со мене и се гледаме повторно во некое друго издание на Македонија наутро. Може така, само може се заедно да кажеме чао, дечки? Ајде, ама на германски јазик. Ајде, ќе кажеме числојте, добро? Разбра? Да. Ајде, јас ќе брам до 3. 1, 2, 3. Числојте! Супер.